Кредитот тежок 1 милиарда евра од Унгарија, кој го подигна македонската влада, е еден од 4 случаи кој е под лупа на унгарските власти. За новиот премиер на Унгарија, Петар Маѓар, сомнителна е висината на каматната стапка која ја добила земја. Дополнително, унгарските власти треба да истражат зошто претходната влада одобрила толкова сума на друга држава преку банка која е основана за поддршка на домашните унгарски компании. Информациите кои ги обелодени премиерот на Унгарија Маѓар се дека овој заем го чинел унгарскиот буџет 248.000 евра. Тоа е сумата колку што изнесувала разликата помеѓу пазарната каматна стапка и субвенционираната каматна стапка која добила земјава. Заемот беше даден со каматна стапка од 3,25%, стапка која е многу поповолна од она што унгарските компании, граѓаните и самата унгарска држава можат да добијат заем. Владата ќе обезбеди секаква потребна помош за да се утврди дали се случиле кривични дела и доколку е така, колкава е нивната сериозност и каде се парите на даночните обврзници. Од владата за телевизија 24 вела дека досега немаа добиено никакво известување од официјална Будимпешта. Смета дека информациите се темелат на медиумски објави или на политички изјави и затоа вела дека барем засега нема да коментираат. Она што можеме со целосна одговорност да го потврдиме е дека поволните каматни стапки кои ги доби Македонија се доказ за поволноста на самиот договор за заем, како и на стабилната економска и политичка состојба која ја гради оваа влада, што воедно е најсилен демант на невистините кои ги шири опозицијата. Воедно целокупната постапка за обезбедување и реализација на заемот со унгарската Експорт-импорт банка е спроведена целосно согласно со законските прописи во Република Македонија. За опозицијската СДСМ, истрагата која отвори новиот унгарски премиер Петар Маѓар за кредитот од 1 милиарда евра што Орбановата влада му го одобрила на Мицкоски, не е обична финансиска проверка. Од партијата обвинуваат за организиран криминал и за финансирање на медиуми во земјава преку средствата од Унгарија и Србија, кои се со цел, како што велат, целосен медиумски мрак и целосна контрола на информирањето на јавноста. Ова е истиот оној кредит кој Европа во своите извештаи го квалификуваше како сомнителен заем од кинески пари. Покрај кредитот, тука се медиумите. Околу 40% од медиумскиот простор во Македонија е дел од Орбановата мрежа. Само неколку дена по падот на Орбан, дел од сметките на таа мрежа во Македонија беа блокирани. Финансирањето од Унгарија беше прекинато. Истрагите во Унгарија се само почеток. Кога ќе почнат меѓународните истраги за парите што завршија во Македонија, прашањето повеќе нема да биде политичко, ќе биде кривично. Мицкоски знае што го чека. Затоа и е во паника. Парите од унгарскиот кредит македонската влада го подели на приватниот сектор и на општините. Првичниот план беше да се подобри производствената структура на компаниите преку инвестиции во нови машини, опрема и објекти. Но подоцна владата дозволи користење на овие пари за останати комерцијални проекти. Општините пак аплицираа преку проекти за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Од самиот старт експертите беа поделени околу ова задолжување. За едни тоа беше можно за ефтино финансирање на проекти, но за други сомнителна сделка која се договара далеку од очите на јавноста.